Слепиот и улогајиот што ќе го вардеа бостанот. Чита Александар Станојков. Еден бостанџија видел двајца питачи на еден друм кај што си питаа. Едниот слеп, а другиот улогав, и му се нажалило за нив, и бидејќи тука близу му бил бостано, и зел да си седат во колибата и да и ранит, а да му го вардат бостанот. Си пресапил така и викнал. Слушајте вамо, му рекол, вие питачи, еве, јас ве зедов од патот да не се мачите и да питате, јас ќе ве ранам и ќе ве гледам, ама ќе го вардите бостанов и не ќе скините ни една лубеница. Од која и поучи и однесе в колиба и му определи таин за јадење. Поминало неколку дни и беа втасале овде онде лубеници за јадење. Улогајот и гледат и му велит на слепиот. Море слепче да знаеш што зрели лубеници имат низ бостанов. Ама, пусто што сум сакат и не можам да појдам да скинам. Качи се на мене, рекол слепиот, и јас ќе те однесам за да скинем една лубеница. Арно велиш, ела наведи се да ти се качам. Му се качил на слепиот улогајиот и скинале баш од лубеница. Неколку дни со ред така беше ти сториле. Кога дошол стопанот на бостанот да скинит некоја тие лубеници, кога гледат, снемало. Кој скинал лубеници, бре улогавче? Кој одел вака низ бостанов? Не знам, чорбаджи, му рекол. Не знам, и ако сакаш да ти се заколнам, нозете да ми капнат ако сум стапил. Ами ти, бре слепче, не виде кој влезе во бостанот да скини лубеници? Не видов, чорбаджи, не видов, му рекол. Да ослепам ако те лажам и да оќорям, рацете да ми капнат и да му се исушат на тој што скинал. Ете вака, чорбаджи, и што сакаш од оваа клетва веќе поиќе? Како се колните, му рекол чорбаджијата, така и сте, ај кршете глава, ојте се од кај што сте дошле, чунки знает Господ што правит и кому што дава.